Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Душе, баце, денес, кога искачам од притвор, гледам дека има многу душебрижници што се секираат од кај ми се мене 11 милиони евра. Па ја, баце, имам од душа одвајано, од уста одвајано, тие 11 милиони евра. До душе немам од своја уста одвајано, ама битно од нечија уста се одвајани тие 11 милиони евра. Што се фалирате? Да му евам мајката, знаете дека сум ја таков човек, елегантен човек, господин човек, дека не може да дам гаранција 1 евра, 2 милиона евра, 3 милиона евра. Што е тоа? Тоа е ситница, што ви рекол некогашниот министер, што да не го именувам сега, па кој нема дома 2-3 милиона евра? Кој нема дома 2-3 милиона евра? 2-3 милиона евра, пари ли себе да му евам мајката? Певе Зоки да го прашаш, ке ти рече 3 милиона евра, само по 1 евро да ги собираш од црквата и од бате, па ќе ги собереш. Немајте така сега, луѓе, да правиме глупости. Мислам. И плюс, не се зафркавајте, бе, луѓе, бе. Ке видите сега, во наредниот период, ке дојде, значи ке чукне овој, како се вика, апелација и на туѓа вратата, ќе кажат 20 милиона евра гаранција, 30 милиона евра гаранција, 40 милиона евра гаранција. Овој Кривоустиев, он може 17 милиона и 6.000 евра да даде гаранција, тоа знам сигурно, знам колку кошта цела работа. Не се зајававајте, мислам, гаранција е гаранција. Сега што се римува со корупција, тоа е, како да кажам, тоа е убаво, народно е, тоа е македонска поезија, Блаже Коневски, не знам си што, ова. И плюс, гледате што се случи, народот и судиите се под влијание, некој таму лажно сведочи, преку секретарки, преку ова, преку она. И сега таму работа, знаеш, мора да се балансира, тоа е карма, тоа е природа, тоа е енергија, тоа е космичка енергија. Мора, ако некој лажно сведочи, мора да те пуштат од притвор, да има баланс, да му ева мајка, да му ева. Немајте така, нова година не сум чекал со своите дома, пашка 201 швалерка ме чекаат надвор, сите ти имаат потреби. Што се 11 милиона евра, бе, бате, да му евам.